Ден по одлуката на Европскиот суд за човекови права од Страсбур, бројни реакции во домашната јавност. Продолжуваме со толкување на вчерашната одлука на судот во Страсбур. Денешен гостин, да си кажеме, со универзитетскиот професор Гордан Калајджиев. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро, драго ми. Ве поканив како експерт за кривично право, како кривичар, да го протолкуваме, да го објасниме на гледачите што значи всушност вчерашната одлука. Вашата првична реакција со која се огласивте на социјалните мрежи, велите судот во Страсбур нашол некаков политички компромис. Зошто така го толкувате со оглед на тоа што како кривичар обично избегнувате да се впуштате во политички толкувања, велите тоа е работа на политичарите, вие толкувате правно. Сега спротивен случај. Благодарам уште еднаш за поканата. Може би за публиката е добро да се објаснати некои позадини на целата приказка во што е проблемот. Од овие правни дебати што се водат обично на вечерашните емисии, правно-политички, премногу директно се навлегува во, да речам, софистицирани прашања, кои што се непознати за пошироката публика, па затоа мислам дека е добро да се објасни во што е проблемот. Имено првата забуна кај луѓето што се јавува е тоа да тие го поврзуваат директно одлуката или постапката во Страсбур. Дали обвинетите се? Да, со постапките, односно одговорноста казнена на обвинетите во постапките од СЕ, тоа е практично целата или скоро целата елита на ВМРО од време кога тие беа на власт за оние кривични дела од кои што се открија со прислушкувањето, врзани со злоупотреба на власта, нешто што се нарекуваше заробена држава и слично, и за кои што се беа поведени постапки од страна на и формирано беше специјалното обвинителство. Меѓутоа, спорот во Страсбур се води за едно конкретно прашање кое што за волја на вистината може да има реперкусии, односно да значи проблем за постапките. И од тоа значи прашањето за валидноста на помилувањето, односно поточно проблемот не е помилувањето, колку што е проблемот повлекувањето на помилувањето. Значи, помилувањето и амнестијата се чинови на некаква милост како коректив на правдата, што се даваат во исклучителни ситуации и се доверени на врвни државни органи, се надвор од судството, за посебни и специфични ситуации. И ние имавме една невообичаена тогаш ситуација да претседателот Иванов практично даде голем број на помилувања, со тоа практично прашање се која беше идејата. Тој тогаш тврдеше дека е тоа за да се смири целата ситуација во државата. Луѓе го обвинува, па и јас лично, мислев дека е тоа вмешување во смисла на пречекорување на неговите овластувања и вмешување во работа што е на судството. Знаете како помилувањето е право на претседателот на државата вообичаено за работи за кои што завршиле судски постапки, особено пред некое подолго време, има некои нови околности на случајот или некој некаков хуманитарен аспект. И обично е индивидуален чин. И е индивидуален, да, некакво исправање на правдата. Често може да се случи и да е некакво сомневање во исправноста на некоја судска одлука. Например, ми паѓа сега на памет оние случаите, се сеќавате со новинарот што се удави во кофа, се испостави дека за тоа убиство, за едно од убиствата што му се препишуваат, одговара во Кичевскиот во Кичевскиот случај за новинарот, дека одговарало и друго лице. Значи, двајца не може да извршат различни лица неповрзано едно исто кривично дело, така што може да, иако што знам тоа лице, другото лице се уште во затвор, можело, да речеме, да се искористи помилувањето за тоа лице врз основа на сомневањата дека вистинскиот сторител сепак е новинарот,
што не се утврди бидејќи немаше можност да се спроведе Професор, се постапка. извинувам што ќе прекинам, почнавме надолго и на широко. Сакав на почетокот еден кус коментар зошто ви заличи одлуката вчерашна од Страсбур на некаков политички компромис. Вие навлеговте во широка елаборација и објаснување на позадината на целиот случај. Ќе се навратиме ние на Судот во Страсбур сега е пред одлука за тоа дали одземањето на помилувањата е повреда на Европската конвенција. Значи го гледа не од криминално-политички аспект. Дали тие се криви, дали биле злоупотребувале власт на. И го гледа исто така многу специфично, го гледа председателот на државата како дел од државниот апарат. Значи, од аспект на судот и меѓународна одговорност за човековите права, државните органи, било да е председател, било да се судовите и слично, се одговорни за нивното постапување визави граѓаните. И судот во Страсбур не го гледа сега, не го гледа проблемот како тоа дека меѓу Иванов и жалителите во случајов, односно обвинетите кај СЈО се во заговор, за кое што постои една теза општо прифатена кај нас. Туку гледа дали председателот како председател на држава визави поединците можел да им го одземе веќе даденото помилување. Идејата со давање и одземање на помилување е прилично јасна. Таа исто не е ни врзана директно со некој конкретен член на Европската конвенција, затоа може да се поврзува и со член 5, каде што се луѓето заштитени од арбитрерни апсињи и притвори, врзано со личната слобода, углавно во кривична постапка, а може да биде врзано со член 6, врзано со судењата, бидејќи правната сигурност се смета за едно од темелните начела кои што влегуваат во тој еден поширок контекст на човекови права, владење на право. Ме разбирате? Значи, освен правичноста, правдата и правната сигурност е во тие темелни вредности кои што се позадина на човековите права. И она Страсбур сега го гледа тоа прашање. Комплексноста на прашањето е дотолку поголема што Страсбур, кога веќе ќе одлучи за едно прашање, а тоа го има одлучено во тој познат случај Лекса, кога ќе дојде на некој проблем што не го разгледувал, а е важен или принципиелен или тешко правно прашање, што би рекол Дворкин hard cases, тогаш тој прави некоја своја доктрина како гледа на тоа прашање, која што подосна му е доктрина на која што ја применува врз другите случаи, ако тие се поклопуваат со таа некоја судска пракса. Да, судска пракса и юриспруденција, да. Професор И Вака, сега главното прашање беше тежината за државата и од што се плашеше државата, беше дека судот водејќи се по таа своја пракса од тој познат случај Лекса против Словачка, каде што има утврдено повреда на член 5 врзано со правната сигурност на одземено помилување, таму ја има анализирано институтот помилување и практиката на повеќето европски држави, и во тој случај има утврдено дека помилувањата и амнестиите се сериозна работа, која што се доверени како такво сериозно прашање на важни државни органи, собранието за повеќе случаи, помилувањето на председателот на државата. Кај нас беше исто проблем со председателот дека тој ги делумно ги пречекорил можеби овластувањата, бидејќи ги дал за група или за ситуација, што е суштината на амнестијата. Инаку тие се доста слични, но амнестијата во тоа се разликуваат помилувањата. Кај нас го прави собранието. Да, го прави. И тоа му се припишуваше на Иванов исто во дел на пречекорување на некаква незаконитост, дека немало властување да го примени тоа на таков широк круг, односно на една цела ситуација. Значи, кај амнестијата имате ситуација, не знам, граѓанска војна, бунт и слично, и на таа ситуација, за сите лица што учествувале во оружен бунт, тоа е да речеме, колективен чин. Да, сите тие влегуваат. Таков, вака сега, за вас беше спорно на некој начин зошто судот во Страсбур не одлучил мериторно вчера, односно не пресекол дали повлекувањето на помилувањето е правно или не. Туку сега судот на некој начин повторно ја враќа топката на судовите во Скопје со објаснување дека не се исцрпени правните инструменти пред домашното судство.
во кое голем дел од јавноста, па и меѓународниот фактор изразува голема недоверба. Значи, судот во Страсбург треба да одлучува за прашањето дали е повредена конвенцијата и он него го викаме еден вид, некаков хибриден, за некои работи е Уставен суд, бидејќи решава начално прашања, иако работи по конкретни представки. Значи, еден од условите да се жалите у Страсбург е да сте конкретна жртва. Прислушкувањето као проблематика е еден од ретките исклучоци, бидејќи се смета не морате за прислушкување да докажете дека сте конкретна жртва, бидејќи е многу тешко да докажете дека сте прислушкувани од страна на државата. И тука е можно да го тоа поабстрактно тестирате, дека државата нема конкретни механизми за држење на прислушкувањето во правни рамки со контрола. Но за сите други случаи треба да кажете дека сте конкретна жртва или барем потенцијална жртва, што е исто теоретски можно. И постојат и неколку други услови кои што субсидијарна или од второстепен карактер е Страсбург, во смисла дека е нормално Страсбург не би можел да постигне кога би ги решавал сите прашања за човекови права во цела Европа. Тоа не би можел и за тоа се овие неговиот долг влечување на постапките. За тоа има услови на допуштеност. Прво, мора да сте имате жртва да сте на повредата, па да се жалите во рок од 6 месеци, па да покажете дека е тоа жалбата основана, таа би се отврдила исто ако е очигледно неоснована, веднаш. И ова комплексното прашање, да пробате прво дома, да се жалите до судови, едно, друго, трето. Откако од дома ќе ги исцрпите правните средства, тогаш може да одите у Страсбург. Тоа прашање вообичаено судот го решава на почеток на постапка многу порано. Тоа е прашањето следно. И вие всушност во првичната реакција велите дека судот во Страсбург требало ова прашање, оваа одлука вчера да ја донесе многу порано, односно во моментот кога жалителите, овие обвинети и прогонети и осудени поранешни функционери поднеле жалба до судот во Страсбург. Тогаш требало да им биде вратена жалбата, прво исцрпете ги сите правни инструменти дома, пред домашните судови. Точно, тоа би било редот на нештата. Не е исклучено и судскиот совет иако поминала таа фаза почетна, па има фаза на обид за спогодување, се вика friendly settlement меѓу државата и жалителите. Кој ќе дојде до одлука, многу ретко се случува да судот по подробно разгледување одлучи дека сепак не бил некој од условите за допуштеност остварен, иако навлегол во фаза практично на одлучување. Зошто Страсбург би калкулирал некакви политички мотиви? Затоа што во конкретниот случај ова е чудна одлука од неколку причини. Прво, во конкретната ситуација реално и не постојат ефикасни правни средства дома, бидејќи жалителите се обидува да ја сопрат постапката и веднаш после амнестијата. Затоа што според одредби од Законот за кривична постапка, конкретно членот 304, тоа е процесна пречка. Ако имате помилување и амнестија, таа треба да се запре по сила на закон, иако формално треба тоа да го направи обвинителот во истрагата. И кај нас се тактизираше чекајќи го исходот на политичките притисоци, тој период го издржа, наместо да донесе одлука требаше, го издржа да се прави на тошо и да чека да се повлече помилувањата за да продолжат постапките. Иако по смисла на нештата тие би требали уствари не се носи мериторна одлука за тоа. Тоа е пречка која што е ноторна и е дадена во закон дека во тој случај автоматски престанува постапката чим веќе имате. И тоа е меѓу другото еден од доказите дека во правните поредоци вообичаено, а така беше и во Македонија, не се преиспитува. Значи, имаме помилување, треба да запре, или амнестија запира постапката. Не се чека, бидејќи нема друг правен лек во државата пред кој што во некоја постапка би се оспорувало
дали амнестијата или помилувањата се законити, не се, дали се целисходни и слично. Така што во тој случај беше очекувано постапката да запре и барањето во Страсбур, освен тоа што се бара да се исцрпат домашните лекови, има една поволност за странките дека тие тоа дури не мора секогаш да го направат ако во државата се гледа дека во судската практика некој правен лек не е ефикасен. Значи не би можел да ви помогне. Професор, ај вака ќе ми дозволите да го преформулирам прашањето. Дали домашното судство има капацитет и дали всушност имаме правни инструменти што не се доволно исцрпени во овој случај на жалитерите против Република Македонија и зошто во случајов државата вчера го толкува ово како своевидна победа? Бидејќи така беше, со доза на триумфализам беше искоментирана одлуката во Страсбур. Триумфализмот е посебно прашање и тоа е обид да се сврти вниманието дека да се прави еден спин, уствари тоа е лажно тврдење, не е точно. Значи вистинската ситуација е уставно решено некакво процесно реми, а прашањето судот не го одлучил ни во полза на едната странка, ни во полза на другата, иако во ова реми де факто и оди во полза на државата. Од тој аспект е исто проблематично, бидејќи таква една одлука, ние кога имаме постапување меѓу држава и некој што тврди дека му се повредени правата, обично одлучуваат судовите и другите органи, ние викаме на латински дубио про рео, одлуките гледаме да не бидат на штета на лицата кои што тврдат дека имаат повреда, ако ситуацијата ни е држан пат. Да. Во такви дубиозни ситуации даваме предност на поединците визави државата и ова судот во Страсбур, иако го смета индубио про рео за едно од своите начела и е тоа важечко начало во правото и од аспект на процесните гаранции на обвинетите, практично ги довел ни во незавидна ситуација, односно не го почитувал тоа начало. Инаку не е реално и е малку чудно што во решенијата не се правно задолжителни. Ова е само констатирање дека не се исполнети услови, од него во принцип не произлегуваат правни обврски. Значи, правни обврски има само со пресудите и со одлуките во така наречен friendly settlement, што ги спомнавме, каде што формално нема пресуда, но државата уствари сака да ја избегне и признава повреда во тој еден вид погодување, но презима обврски во конкретниот случај и во сите слични да постапува поинаку, односно со почитување на конвенцијата. Префрлањето сега на Страсбур, на одлуката за наводно пред македонските судови, во ситуација во која што очигледно такви средства ниту се успешни и во која очигледно он го дава и контекстот на Македонија на целата збрка, во која што се гледа дека се работи за држава во која што правото и политиката се надпреваруваат и дури тешко се препознава, односно не е лесно правото да надвладе на политиката. Смислата на Страсбур во неговото есенцијално постоење е во таквите тешки ситуации да им помогне на граѓаните да не превладеат политички интереси. И од тој аспект гледано, Страсбур избегнува да си ја заврши работата, што е непринципилно, особено со оглед на тоа што веќе е потрошено време, веќе го анализирал случајот и немал храброст да пресуди во една, точно е дека е трики ситуација. И јас мислам дека главната причина за ова не е толку веројатно некаква политичка позадина, колку што може да биде и едноставно избегнување на одговорноста, одење по полесен пат, што викаат србите бриго моја приđи на другога, еден комплексен случај да не се пресече. Например, предпоставувам дека они осеќале дека не можат да најдат лесни начини да објаснат зошто ќе ја менуваат доктрината од Лекса за случајот во Македонија, но осетиле дека случајот во Македонија е поинаков, ама не можеле да најдат начин
како да востануваат, како тоа правно да го изразат, да личи на нешто. Не може да кажат се, ама Македонија тамо е на карма каша и подобро ова прашање да не го чепкаме, нека кашат глава. Они не ќе да го расипат доктрината за Лекса визави нивниот концепт од европски аспект. А не може да најдат начин во оваа збрка во Македонија да го применат на соодветен начин. Они за мене ќе биле навистина херои, ако оделе по една трета линија, што јас се предлагав, а не ја застапуваше ни владата, да речат, окей, во Македонија се разликува случајот од Лекса и другите во тоа што овдека се работело за заробена држава и за сериозни пречекувања на човековите права, и заради тоа помилувањето и амнестијата не може да се применат. Затоа што во меѓународното право амнестија и помилување се забранети во случаи на тешки повреди на човекови права. Сега што е било тука проблемот? Тука требала државата исто да има да најде сила, да ја фура таа теза, а и судот да објасни, да покаже до сега ова е применувана доктрината за неможност да се дава помилување амнестија кај тешки повреди на човекови права е применувана врз лесно препознатливи повреди на човекови права. Вонсудски екзекуции, тортура, геноцид, воени злосторства. Сега, што требало да се пробие една нова поле, односно во меѓународното право, да се признае дека масовни кршења на човековите права, односно да ги земе овие случаи заедно, е тој квалитет на неправо за кое што помилувањата не се дозволени. И ја мислам дека они тоа го чувствувале, али немале знаење и начин, може би ни време, да му посветат, да тоа го образложат и да го постават на тој начин, практично, да додадат во доктрината на меѓународното право за сериозни кршења на човекови права. Да, Тоа го даваат контекстот. Шарена револуција, блам, блам, блам. Разбирате? Да го следам ваше подолга елаборација на едно поедноставно објаснување. Две страни, значи жалителите во случајот, се жалат дека еднаш дадено помилување не може да биде отповикано. Тоа е главниот аргумент. Од друга страна, тврдењето на владата пред судот во Страсбург беше дека помилувањата на Иванов беа дадени спротивно на домашното право, бидејќи во меѓувреме е укинат тој член 11а од Уставот, кој го предвидува таа можност за повлекување на еднаш дадено помилување и беа извор на правна несигурност и директен повод за незадоволство на граѓаните. Нели тогаш почна всушност излегоа граѓаните на протести и почна шарената револуција. Дополнително поништувањето беше своевидно повторно поништувањето на аболицијата, на помилувањето, беше своевидно повторно воспоставување на правната равнотежа. Така тврдеа. Би било фер ако ја застапувате таа теза, би требало или државата, што не го направи, тоа државата ни во еден момент си го остави на мира Ѓорги Иванов. Таа теза се заснова врз тоа дека Ѓорги Иванов ги злоупотребил своето властување. Разбирате, он не направил некоја доброволна грешка, тие му се другари од партијата. Односно некој што го донел на власт и уживал привилегии и он им враќа. Со тоа направил злоупотреба на своето властување. Ама тоа ниту државата го тврдела, за да го користи као аргумент, ниту Страсбург го утврдил па да рече, во Македонија, за разлика од Лекса, се работело не за нормален председател, кој што користело властување па државата, него се работело за едно злосторничко здружување кое што тој го злоупотребил својата функција, но овие другите што сега се желат да им обезбеди спас од гонење. Нека кажат така, ако е тоа суштината. И да речат, во такви случаи помилувањето нема и ќе се смета дека не важичко. Не го вика тоа, ни едниот, ни другиот. Него приказката, што има врска тоа, Украина линија за Страсбург и за човековите права, не е битно дали председателот при тоа ги пречекорил властувањето. Тоа иначе правна една небулоза која што беше компликација во домашното право, но тоа за жалителите дали тој членот откако е еднаш избришан, а зашто се работеше? Се работеше за тоа дека председателот не може сам без посебна комисија и процедура да дава помилување. Дека тоа властување
претходно му беше одземено од Уставниот суд. Во меѓувреме, Уставниот суд го поништи законот со кој што се беше таа измена и правната ситуација беше ден денешто е контроверзна и за која што има различни мислења во правната меѓу правниците, е дали ако се избришал законот со кој што е укината таа можност, дали му се враќа него можноста да помилува. Да, теоријата што ја поддржувам, тврдеше и професор Шкарич и други, е дека Уставниот суд може да дури и кога поништува одлуки, кога ги укинува е од моментот правното дејство од моментот натаму. Кога ги поништува се враќа наназад, но е прашање дали ги поништува последиците или може да врати нормата. Тврдењето на правните структури беше на дел, што ја го поддржувам, е дека Уставниот суд може да укине една норма, ама може да врати само собранието. Уставниот суд му е овластување да каже што не е во согласност, меѓутоа укината норма не може да ја врати во живост, тоа може да го направи само собранието. Инаку професорот Шкарич, кој го спомнавте како експерт за уставно право, од самиот почеток тврдеше дека помилувањата се мртви уште пред да се родат, бидејќи ги толкуваше како ништовни и дека не произведуваат правни последици, бидејќи не се засновани на постоечка законска норма, односно дека тој член 11 кој е спорен цело време е укинат во 2009 година, токму од владата на ВМРО-ДПМН, за да му се оневозможи на тогашниот председател Црвенковски да го амнестира Зоран Заев од кривичен прогон. Таков беше политичкиот контекст во тоа време, само за подсетување. Па ја не сум сигурен дека ова толкувањето беше за Шкарич така како и дополнување, се сеќавам дека професорот Шкарич велеше дека секоја правна одлука мора да уште од римското право треба да има во себе да биде базирана на одредено количество на морал, бидејќи нели правдата е всушност. Не можете вие, факт е дека државата на што се вадеше и тоа го користеше и за екстрадицијата за Груевски, тврдејќи дека исто дека е невалидна како аргумент за екстрадиција, дека помилувањето е невалидно за да не го користи Груевски во барањето за азил и да не биде пречка за екстрадицијата. Вие не е доволно да има различни мислења или некој да мисли вака или онака, за да тоа има ефекти во правниот поредок. Значи, ја можем исто да мислам дека некоја судска одлука е погрешна, ама Добро. тоа не ми дава за основ да не ја почитувам. Ајде конкретни прашања. Дали одлуките за помилување на председателот на државата, донесени на 12 април 2016, кога се огласи Иванов, и кога уште не ја дочита својата одлука за помилување, се крена граѓаните излегоа на улица, беа неотповикливи? Во моментот да. Зошто? Заради непостоење на член 11-та. Не. Член 11 е прашање на тоа дали имал право или немал. Значи во моментот беа неотповикливи. Проблемот на Како после еден месец под притисок на јавноста ги отповика? Ја отповика собствената одлука. Тоа е прашањето врз кое жалителите сега ја поднесуваат таа апликација во Страсбург и очекуваат оттаму мериторна одлука. Значи под притисок на јавноста по еден месец Иванов ја отповикува собствената одлука. А не постои таква можност во кривичниот законник, бидејќи претходно е укината. Тоа беше вториот проблем на кој што се повика владата, дека за разлика од Лекса, кај нас е создаден правен основ, за разлика од Лекса е повлечено помилувањето без да има правен основ во закон. А кај нас е создаден со закон. Меѓутоа, по моје убедување, јас очекував дека судот нема да даде некоја голема тежина на тоа тврдење, затоа што централното прашање кое што е суштината на Лекса е тоа дека со судбините на граѓаните не може да се играте, дава им, пазима им од политички, опортунистички причини, дека е тоа сериозна работа и дека ние сме го дали на сериозен орган и за тоа сме предвиделе дека тој сериозен орган кој ќе донесе таква одлука, дури да сгреши, таа ќе се почитува. Не сме предвиделе ниту начин таа да се обжали и нема ни во споредбеното право. Значи се почитува дека тоа дадено на председателот и крај.
Професоре, ќе ве прекинам само за подсетување, бидејќи неколку пати ја споменувате судската пракса врз која сите судови нели работат и Европскиот суд мора да ја почитува еднаш донесена одлука. Случајот Иван Лекса го спомнувате, тоа за подсетување, односно за објаснување на нашите гледачи, беше контроверзен шеф на тајната служба на Словачка во време на 90-тите години, во време на премиерот Мечијер, кој беше обвинет за тешки криминали, па потоа беше помилуван од премиерот Мечијер. И потоа му беше повикано исто во случајот како кај нас тоа помилување, меѓутоа судот во Страсбур одлучи во негова корист. Дека тоа по еднаш дадено помилување за Лекса, за шефот на тајните служби, кој исто така беше обвинет за тешки криминали, за убиства дури. Па беше помилуван и Европскиот суд одлучи во негова корист. Затоа што идејата на Страсбур е да го реши тоа прашање, дали тоа е врзано со правата или конкретно правната сигурност, не гледа он сега дали Лекса навистина бил криминалист, не бил и слично, бидејќи идејата ке човековите права секогаш се на некој начин еден вид некаква пречка во осуда на тие што ние ги сомничиме за кривично дело. Ама ние си имаме поставено граници дека ние не можеме да ги тепаме тие што мислиме дека се криминалци. Мора да им даеме фер судење. Па дури кои ќе ги осудиме ги третираме хумано. Не може да ги тепаме ние од кој ќе ги осудиме. Бидејќи сметаме дека тоа е интегритет на секој човек, дури кога е осуден, да му го почитуваме физичкиот и моралниот интегритет. Дали вие како професор ги следевте процесите на СЈО против обвинетите поранешни функционери на ВМРО ДПМН, бидејќи велите бевте вие и тогашен истакнат член, но и бевте припадник на така наречената шарена револуција, баравте правда. Како беа водени судските случаи? Луѓето сега ќе се прашуваат или често се прашуваат кога сега овој беше на една страна, зошто сега на друга страна. Јас сум сегаш на страната на правото и се обидувам да ги појаснам идејата на човековите права во конкретната ситуација. Дека водејќи сметка и за тоа дека понекогаш човековите права ќе ни бидат и пречка, ама сепак мора да ги почитуваме. Знаете како тоа се дилеми кои што ги имаме и секој студент по право му ги објаснува на првиот час, не знам, дадени се користиме со филмот Дирти Хари. Разбирате луѓето да сватат студентите дека и добриот инспектор полициски не може да го тепа осомничениот за да дознае каде е жртвата што треба да ја спаси. Клинт Иствуд во филмот направи незаконит претрес. Професор, имаа ли овие луѓе кои се жалат сега пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур фер судење и правична постапка, според вас? Они не се жалеа конкретно за фер судење во смисла на некоја потесна или барем не во овој случај, и мислам дека сум чул дека имаат посебни некои жалби за некој за дел од постапките, некој за законитоста на доказите. Но во конкретниот случај они се жалат користејќи го ова право што се повикува конкретно на правната сигурност врзано со можноста да се отповика помилувањето. Дали постои повреда на член 6 од конвенцијата во врска со кривичните постапки кои се во текст за апликантите во врска за наводен криминал? И јас сум за член 6? Да. Но тоа сега не е прашање, тоа треба да го разградуваме. Постапките, ниедна постапка не е совршена. Е прашање дали и во кој контекст несовршеноста на постапката доведува до нефер судење. Тука има и една флексибилност. Концептот за фер судење исто така не оди до таму да за било која повреда вели дека не е фер судење. Го гледа во една целина, дали случајот во целина на одбраната им дал можност за една фер постапка која што ќе го легитимира и исходот, односно пресудата. Идејата на постапката и на правото е да предвиди пат законит и ако се следи тој пат, почитувајќи ги процесните гаранции, он го легитимира исходот. И затоа ние велиме дека ако државата може да биде во право некој убиец веднаш да го екзекутира на улица. И у суштина тој заслужил. Може би го убил и после, ако имаме смртна казна, ме разберете ли, би било суден на доживотен затвор. Ама ние не правиме така, ние им гарантираме фер судење, бидејќи сметаме дека и тие што се обвинети за кривично дело на фер начин во правни процедури треба да ги испочитуваме правните процедури, затоа што тие се заштита од злоупотреби. И јас, кога правам отпор на некои пречекорувања
и луѓето одма ги гледат од аспект црно-бело навивачки, ово е лош, и не заслужува човекови права. Не е така. Значи, секој заслужува човекови права и ние сме си го зеле на себе како цивилизација, дека луѓето ќе ги осудиме само кога ги спочитуваме човековите права, со тоа сме прифатиле дека некогаш и виновни лица ќе останат на слобода, а меѓутоа ние ќе ги почитуваме човековите права, бидејќи тие не се гаранција дека не сме ги злоупотребиле процедурите. Не се работи, значи прашањето е каде е колатералната така, штета. Нели, една од основните лекции направен што ја учевме е дека подобро 100 криминалци на слобода отколку еден невин во затвор. Професоре, многу долга елаборација, интересно прашање и актуелно, меѓутоа сакав да ве прашам и би ве замолил за многу кус одговор. Случајот Даравелски беше актуелен денови, имавте коментари по таа теза и како да ја вратиме довербата во правосудството, дали ќе ни помогнат странците, беше многу мощно актуелно, зимава специјален тим од Вашингтон кој ќе треба да ја поттикне борбата за правна сигурност во Македонија. Па истина да ви кажам, и тие влијанија на странците, не се секогаш најиздржани. Во смисла, често пати, они зборуваат за тоа дека помагаат да се восстанови правна држава и владење на право, со тоа што ќе имаме ефикасна борба со организиран криминал, ама не се секогаш, како да кажам, во таа битка меѓу дали да се даде предност на ефикасното решување на криминал и корупција, па макар и со некои процесни проблеми или злоупотреби, визави давањето на предност на правната држава во смисла на почитување на процедурите, па некогаш и на штета на ефикасноста на борбата со криминал. Тоа во доктрината правна се нарекува борба меѓу crime control, желбата за контрола на криминал, олицетворена во Dirty Harry, полицајецот да ги фати криминалците, па макар и ги упукал у колено. И на луѓето тоа може да им е прифатливо, дека кога го знаеме криминалецот, а да ја спасиме невината жртва, ако треба ќе му пукаме и у колено. Меѓутоа модерната цивилизација тоа не го дозволува, особено заради тоа што многу често, за разлика од Dirty Harry, кај што знаеме дека кој е убиецот, кој е добриот, а кој е лошиот, полицајецот да знаеме добар, Скорпио се викаше лошиот, имаме невина жртва што почина, а ние многу често во нашите работи, кога треба да пресудиме, не сме сигурни кој е убиецот. И тоа е тема, нели, од другиот аспект во многу филмови. Исто како во животот, многу не е лесно да се донесе пресуда. Земете го Монструм. Ако немате очевидци, немате снимки, а треба да пресудите врз основа на индиректни докази, а кои што не се многу сигурни, што ќе правите? И тоа одмерување на овие што ги рековме спредставени интереси, воопшто не е лесна работа, е голем притисок и за системот, и за оние што го раководат. И целата таа приказна е ова, да речем, софистицирана борба, дали да го почитуваме правото, некогаш и на штета на криминалната политика. Никогаш не можете да идете у крајност. Што е проблемот? Ако претерувате со простите гаранции, правото ќе има премногу малку осудени. Ако премногу луѓе не ги осудите или ги судите, одат на слобода. Во суштина кај нас тоа и не е некој сериозен проблем кај нас. Веруете, тие што ги судат, во 95% ги осудуваат. И нашиот главен проблем само на привите е во тежината на судската одлука. Нашиот главен проблем, јас цело време тврдам дека е во огромен број на непроцесуирани случаи. Кај нас имаме повеќе од 70% непроцесуирани случаи кои што се откриени, а не се процесуирани, односно немаат завршница и се оставени на арбитрарна одлука во полицијата или во обвинителството. Професоре, ви благодарам многу. Немаме доволно време, би сакал да ве поканам повторно и да продолжиме со. Фала ви вас. Се надевам дека овие се комплицирани прашања, може би да изгледа дека нешто ние ја тупиме, меѓутоа... Не, со задоволство ве слушам, се надевам и гледачите, меѓутоа мора да завршиме и ќе ве благодарам. Повикам и во следна привода.